Незадоволни од проценката на класите на тутунот и затворените пунктови за откуп на откупните фирми, тутунарите од Прилепско денеска го блокираа патниот правец Прилеп-Скопје кај местноста Заполшки мост, а беше блокиран и патот Прилеп-Македонски Брод кај селото Долнени. Тутунарите велат дека од нова година до денес тутунот се ценил со 1 до 2 класи помалку од реалната вредност, а од неразбирливи причини драстично бил намален бројот на откупни пунктови. Поради оваа ситуација во Прилепско-Долненскиот крај имало неоткупени уште околу 2 милиони килограми тутун и тоа според договори. Сите компании откупуваме по еден пункт, откупува и кој ќе појдеме таму, ќе ни ги отвори сите картони, вика ако сакаш ова дај го двојка, ова тројка, ова четворка и ова не се компири. Ова има цена тутуно што треба да се дај таа цена. Сега имам останато некаде уште 80 пакети тутун, одам го носам тутуно, ми ги вади картоните еден по еден и ми одредува цената, например, ова цена ќе ти ја дам кец, ова кутија ќе ти ја дам двојка, ова ќе ти ја дам тројка, а тутуно е доста квалитетен и за кец. Земјоделците велат дека иако реагирале до надлежните органи, досега државата немала ништо превземено за да ги заштити. Се сомневаат дека има увезен тутун во Македонија и бараат тоа да се стопира. А договор имаме. Да немаме договори, черчиме, немаме договори, нема што да бараме. Ние договори имаме, тутуно не го купува. Зошто е така, не знам. Први не беше ограничено со килата, сега сите компании му е ограничено. Значи нема во компанија кај што не е ограничено. Додека нашиот тутун не се откупи од производителите да не сме да увезува. А после ако има тие потреба компаниите нека си увеза, ние немаме ништо против нив. Јас се уште имам 5 тони тутун. А линијата како што започна сега е 2 пати подолу. Според Зоран Шапурич, директор на Државниот земјоделски инспекторат, досега биле откупени 24.800 тони на тутун или 93% од предвидените количини, со просечна цена од 221 денар за килограм. Ги отврла шпекулациите дека има увоз на тутун. Тутунарите пак најавија протести и во наредните денови.